Добар ден, јас сум Билјана Гичевски, а на денешниот час по географија ќе се запознаете со географската разместеност на животинскиот свет. Ќе умеете да опишувате територијалната разместеност на животинскиот свет и ќе се запознаете со некои животински видови кои што живеат во жешкиот појас, во умерените појаси и во студените топлински појаси. Па да почнеме. Како што веќе знаете, жешкиот топлински појас се простира северно и јужно од екваторот. На северната полутопка се простира до северниот повратник, а на јужната полутопка до јужниот повратник. Овој топлински појас на картата е прикажан со црвена боја. Овде има едногодишно време, лето, а поради поволните природни услови, животинските видови се многобројни и тие се поделени на видови кои што живеат во екваторски шуми, видови кои што живеат во савани, видови кои што живеат во пустини. Од самите фотографии можете да забележите дека растителната покривка во различните области е различно застапена. Така во екваторскава шума, например, поради големото количество на врнежи и високите температури, растителната покривка е многу густо застапена. Кај саваните, поради помалата влажност, имаме застапеност претежно на тревна вегетација, додека кај пустините вегетацијата е многу ретка, кај некои пустини дури таа и отсуствува. Екваторските шуми се простори кои што се простираат обично околу екваторот. Така, например, ги има по долината на реката Амазон во Јужна Америка, по долината на реката Конго во Африка, на полуостровот Индија и островот Индонезија во Азија, и овде, како што веќе реков, има едногодишно време. Во текот на денот, особено во попладневните часови, има врнежи, а во текот на целата година пак има отприлика постојна температура околу 25 степени Целзиусови. Ваквите услови овозможиле застапеност на густи, непроводни шуми, кои што се наречени прашуми. Овде растенијата се распоредени во катови и научните истражувања покажале дека на 1 километар екваторски шуми има дури 90.000 тони растенија. Токму овие растенија се причина зошто има голема концентрација и на животински видови. Значи, растенијата представуваат храна за животните, таа има во изобилие и затоа животните се населени во овие области. Како што можете да забележите, има голем број на инсекти, различни видови на птици, како што се папагалите, туканите, потоа повеќе видови на мајмуни, змии, од кои претпоставувам дека ја препознавате змијата питон. Застапени се различни видови на крокодили, тигри и така натаму. Всушност, овој фотографски материјал представува само еден мал дел од животинските видови кои што ги населуваат овие шуми. Северно и јужно од овие густи непроводни шуми се појавуваат пространи тревни заедници кои што се познати под името савани. Овде покрај трева има и ретки дрвенести растенија. Одликите кај саваните се дека имаат високи температури во текот на целата година, меѓутоа и два периоди, едниот врнежлив и едниот сув период. Во сувиот период често е појавата на пожари и тоа е причината зошто животинските видови често пати мигрираат за потрага по храна. Генерално, животните се поделени на тревопасни и месојадни животни, со тоа што жирафата, антилопата, зебрата, слонот представуваат дел од тревопасните животни, додека веќе ги препознавате хиената, гепардот, лавот представуваат дел од месојадните животни. Пустините представуваат области каде што има големи температурни разлики во денот и ноќта. Како резултат на малото количество на врнежи, овде вегетацијата е многу оскудна. Некои пустини примаат дури и под 200 мм врнежи во текот на годината. Тоа е причината зошто растенијата не се многу често застапени. Во текот на денот, пустините наликуваат како да се без жив свет, додека во текот на ноќта, кога температурите паѓаат,
тогаш живиот свет живнува, односно почнува да бара храна. Камилата може би е едно од најзначајните и најпрепознатливите животни кои што ги населуваат пустините, меѓутоа секако тука се и пустинската лисица, различни видови на рептили, повеќе отровни змии, различни видови на инсекти, шкорпи и така натаму, кои што ги населуваат песоците во пустините. Што се однесува до умерените топлински појаси. Тие се јавуваат на северната хемисфера северно од жешкиот топлински појас, а на јужната хемисфера јужно од жешкиот топлински појас. Овие два топлински појаси на картата се бележани со црвена боја. Растителниот свет е поделен генерално на шуми и на тревни заедници, со тоа што шумите се поделени на листопадни и иглолисни, а тревните заедници се поделени на степи, пасишта, ливади и така натаму. Паралелно и животинскиот свет е поделен исто така. Значи животни кои што се населени во листопадните шуми, животни кои што живеат во иглолисни шуми и животни кои што живеат во тревни заедници. Иглолисните шуми се населени од фазани, тетреби, хермелини, сребрени лисици и така натаму, додека волкот, лисицата, дивата свиња, верверицата, кафеавата мечка ги населуваат листопадните шуми. Тревните заедници се населени од змии, гуштери, полски глувци, зајаци, лисици, глодари и така натаму. Од птиците, например во нашите краишта, се среќаваат штркот, ластовицата, бувот, орелот, египетскиот мршојадец и така натаму. Северно од северниот умерен топлински појас, на северната хемисфера се простира студениот топлински појас. Спротивно, на јужната полутопка се простира јужниот студен топлински појас. Овде, како резултат на слабото осончување, имаме многу ниски температури и карактеристика се снегот и мразот. Растителниот свет е представен со тајга и со тундра. Тајгата се простира на северната граница на северниот умерен топлински појас и преминува кон северниот студен топлински појас и таа е обично представена со високи зимзелени дрвја, кои што се простираат во северните делови на Северна Америка, северните делови на Европа, северните делови на Азија. Тундрата пак представува растителна заедница која што е представена од различни видови треви и мочуришна вегетација. Во тајгата најкарактеристични представници на животинските видови се ирвасот, мечката гризли, видрата, црвената лисица, а додека во тундрата се адаптирале на најекстремните услови за живот поларните животни, како поларна мечка, поларна лисица, поларен зајак, поларен волк, фоката и така натаму. Пингвинот го препознавате и претпоставувам дека знаете веќе дека тој живее на Антарктик и во јужните делови на Јужна Америка и Јужна Африка, додека на северната хемисфера овој животински вид не успел да се адаптира. Од денешната лекција можеме да заклучиме дека животинскиот свет на планетата Земја е навистина разнообразен. Токму поради тоа, за домашна работа ќе треба да изработите албум за животински свет за еден континент. Најдобро би било првим континентот да го поделите на топлински појаси, па дури потоа да определите фотографии кои што припаѓаат на секој топлински појас одделно. Во заграда ви е даден на веб страна која што можете да ги користите фотографиите, значи има слободен пристап до овие фотографии, а втората веб страна е од нашето Министерство за животна средина и просторно планирање, каде што можете да се запознаете со најзначајните животински видови кои што населуваат нашата татковина. Ќе забележите дека нашата територија и покрај тоа што е мала, е населена со голем број на животински видови. Се надевам дека успев да ви помогнам во изучување на оваа наставна единица,
Ви посакувам лесно учење и убав ден. Довидување.